Денеска гостин во студиото на телевизија Мега е директорот на Институтот за стандардизација, господинот Љупчо Давчев. Поводот за неговото денешно гостување е една најава за она што ќе се случува наредната недела токму тука во Битола. Станува збор за семинар, односно обуки на две теми. Се надеваме дека токму овој разговор ќе привлече уште поголемо внимание и интерес за посетеност на овие обуки. Господине Давчев, најпрво добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро најдов на вас, на вашата телевизија и на вашите слушатели. Им посакувам да наредната недела дојдат, да не посетат и да видат што во сушност работи Институтот за стандардизација. Токму така, значи на самите семинари, односно на обуките, пред се ќе биде објаснета работата на Институтот за стандардизација. Нашите гледачи неодамна имаа можност токму преку еден наш разговор да ги слушнат сите тие детали, меѓутоа овој пат гостин во нашето студио сте со еден конкретен повод. Најавуваме две посебни обуки кои ќе се одржат во Битола на 11 и 12 мај. Да започнеме со онаа првата која ќе биде на 11 мај. Кога, каде и зашто точно ќе биде оваа обука? Двете обуки што ќе се одржат во хотел Епинал ќе почнат во 9 часот. Тоа ќе бидат четврток и петок наредната недела, се однесуваат за две европски директиви и многу се битни за производителите во Република Македонија кои што прават производи од тој тип, кои што излезуваат на европскиот пазар, како можат своите производи да ги излезуваат на европскиот пазар, како да добијат CE ознака, при тоа погледнувајќи ги сите оние заштитни безбедносни мерки што ги бара европскиот пазар. Значи, првиот семинар ќе биде на 11 мај во 9 часот во хотел Епинал и се однесува за производи што се однесуваат во областа на храната и пакувањето на храната. Ќе бидат обработени неколку директиви и регулативи кои што ја покриваат таа област, ќе се види за македонското законодавство и на крај најбитното како нашите производители можат да бенефицираат од употреба на македонски и европски стандарди и како со нив можат да излезат на европскиот пазар. Отворен повик да сите заинтересирани страни, посебно за производителите, за студентите, за професорите, за секој оној кој што го наоѓа својот пат на европскиот и на меѓународниот пазар да дојдат. Четврток, 9 часот, хотел Епинал. Веќе имате пријави за учество на овој семинар, меѓутоа сите оние заинтересирани кои ќе дојдат да ги слушнат сите овие информации и секако да постават прашања за кои се заинтересирани, кои се таму ќе биде присутен за да може да ги објасни сите овие директиви и регулативи на Европската унија. Присутноста во овој момент ќе биде од Европската комисија, од Шпанскиот институт за стандардизација експерти, кои што го покриваат европскиот пазар, каде што имаме 500 милиони корисници, кои што добро ги знаат регулативите и директивите што се однесуваат на оваа област и кои што ќе можат да објаснат целата процедура, вклучувајќи го на почетокот објаснувањето за тоа кој е Институтот за стандардизација, што е Институтот за стандардизација и како може да бенефицираат сите заинтересирани страни. Токму така, ова обука или семинар се надеваме дека ќе има голема посетеност со оглед на тоа дека станува збор за Пелагонискиот регион, каде во секој случај имаме производство на храна. Меѓутоа, на 12 мај веќе имате и уште една обука, станува збор за стандардизација и CE означување на врати и прозорци. Што точно ќе биде презентирано на оваа обука и исто така дали ќе има представници од Европската унија кои ќе ги доближат овие стандарди? Значи, повторно ќе бидат шпанци, експерти во таа област, кои што со своето искуство, знаење со текот на годините помагале на шпанските производители да ја произведуваат производи кои што ги пласираат на европскиот пазар, почитувајќи добивањето на таа многу познатата и битна CE ознака. Тоа е оној европски пасош за квалитет, за безбедност на производ, кој што можеш да го пишеш на европскиот заеднички пазар. Значи, 12 мај, петок, 9 часот во хотел Епинал. Заинтересирани страни повторно сите оние производители од таа област, студенти кои што се занимаваат со таа област, заинтересирани страни кои што се инспекциски тела, лаборатории кои што сакаат да го напредат своето знаење. Ќе биде разработена најбитната CPR регулативата е на повисоко ниво од директивата,
на Европската унија, сите оние стандарди што се однесуваат на таа област, посебно овие двата стандарди МКСН 14351/1, тоа е прозори и врати, стандарди за производи, карактеристики на својства, како и нивниот амандман, и МКСН 16034, надворешни пешачки врати, индустријски комерцијални врати, гаражни врати, значи ќе биде објаснето до детали како производителите во Република Македонија да направат врати и прозори кои што ќе можат да ги извезат на европскиот пазар. Пред самиот крај на овој наш краток разговор, овој повик за се поголема посетеност на семинарот и обуките, дали овие што се одржуваат во Битола се единствените или пак ќе ги има и на друго место? Првите два семинари, истите овие, значи, ќе се одржат во Скопје, во колку некој не може да дојде во Битола, го покануваме во Скопје, во ТЦЦ Гранд Плаза, 8 и 9 мај, исто со почеток од 9 часот, истите експерти, истата проблематика ќе ја разгледуваме само во Скопје. И јас ви благодарам за ова ваше гостување во студиото на телевизија Мега. Ние секако и наредната недела ќе ги следиме двата семинари, двете обуки и ќе информираме и од самиот ден кога ќе се одржуваат. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на Мега телевизија што ни дозволи да ги представиме нашите барања, што ќе ги исполниме кон сите заинтересирани страни, посебно кон вашите гледачи, за подобри цели за сите оние што сакаат да извезуваат на европскиот пазар. Благодарам.